35 денари за килограм е реална цена за откуп на овогодишната реколта на винското грозје. Пресметале лозарите, пресметувајќи ги зголемените трошици на сите влезни фактури за производство. Реалната цена производна е моментално 35 денара. Се што е по 35 денара е нерентабилно. Но ова, министерот за земјоделство со следниот став. Во моментов е избрана научна институција која што утврдува производна цена согласно методологијата која што е донесена, која што вклучува и теренски, но и административни анализи. Веднаш по излегување на оваа производна цена ќе биде соопштена према лозарите, односно истата треба да биде зголемена за 25% како добивка согласно постоечкиот закон. Оваа цена според нив е услов за тие навреме да знаат дали лозијата воопшто да ги работат, поради што откупната цена бара да им биде потврдена уште од сега. Цената на грозјето треба сега да се објави, да знаат дали луѓето треба да почнат да работат, да не испадне како минатата година вишок на грозје. Минатата година испадна неколку милиони килограми вранец не се обра или ескалираа на нивото. Значи цената на грозјето треба сега да се објави, за да знаат луѓето дали да почнат да работат. И ако има вишок на грозје, државата да најде решение, дали преку интервентен откуп или да ги отвори границите. Трипуновски наведува повеќе аргументи зошто не може во овој период да биде позната откупната цена. Од моментот, да речеме, од овој месец ако се соопшти цената, до почетокот на берба има уште повеќе операции кои што треба да се извршат, а тие треба да влезат во калкулацијата. Меѓутоа, ова прашање оставаме отворено, сепак во наредниот период ќе има мала корекција на постоечкиот закон во делот на одредени законски определувања. За лозарите е проблем и намерата земјоделие субвенции да доделува само на оние кои имаат најмалку 5 декари, исто како и мерката најмалку 30% од родот да биде предаден на регистриран откупувач. Таа мерка е катастрофална, бидејќи земјоделците, најдобрите производители на грозје се до 20 декари. И ако сака да се поттикне производство, баш овие луѓе што имат површини 3-4 декара, тие треба да добијат од мерката ИПАРД 70% поттик од државата, средства за да го зголемат производство. Околу откупот 30% да се дадат во домашни визби. Ако е така, тогаш сега министерот нека каже цената и да ги каже кои се тие визби кај што луѓето ќе треба да прават договори за откуп. За лозарите со лозови насади помали од 5 декари, министерството има решение. Она што е важно, сакам да потенцирам тука, дека со новата програма, каде што имаме зголемување на 0,5 хектари прифатлива површина за субвенции, во наредните 2 години, согласно програмата која што е донесена, сите оние кои што се под 0,5 хектари ќе имаат простор од 2 години да ги прошират своите капацитети да влезат во таа категорија од 0,5 хектари. Дополнително во програмата, ние преку програмата за рурален развој се потенцира, на сите оние лозари кои што сакаат да подигнат или да ги прошират постоечките капацитети, ќе им кофинансираме набавка на саден материјал за да ги зголемат површините. Во изминатите години многу повеќе од 30% е дадено во винарска визба, значи речиси најголем дел од родот кој што ги имаме во Тиквешијата и во цела Македонија на оваа земјоделска култура завршува во винарските визби кои што постојат, без сега да претендира во која да склучува договор, тоа се веќе практика која што во месеците уназад се случува.